Во овој дел на утрински брифинг имаме честа да му кажеме добро утро на еден од нашите најпознати спортисти, а сигурно најпознат во спортот кој што тој го практикува, Емил Павлов. Добро утро. Дали го имаме Емил во Добро утро, ве слушам одлично и сакам да ги поздравам најпрво гледачите на вашата емисија. Да, благодарам за тоа. А Емил Павлов, всушност, кога ќе зборуваме за фудбалот во Македонија, имаме еден куп имиња, меѓутоа се издвојуваат Пандев и Панчев, во кошарката се тоа Античи и Пеце Румовски можеби и ред други, меѓутоа во каратето сигурно дека Емил Павлов е оној кој што го одбележува овој спорт во Македонија. Неодамна беше прогласен и по 6-ти пат, ако не се лажам, за спортист на годината во Штип. Токму да. Када пред неколку дена беше прогласувањето за најдобар спортист на град Штип, по 6-ти пат го добив тоа признание и навистина ми е една голема чест, бидејќи сите знаеме дека градот Штип е спортски град и градот на боречките спортови, така што јас ова награда ја заслужи со освоеното прво место на светската премиер лига во месец февруар во 2020 година пред да започне оваа пандемија. Да, што беше доволно и да ја оставам ово признание. Ако те прашам по 6-ти пат, веќе 6-тиот пат има поинакво значење оваа награда, ова признание или се едно е, исто е? Па можам да кажам дека ми се подадат еднакво значајни сите награди, но 6 години да бидеш најдобар спортист навистина не е мала работа, тоа е должност на макотрпна работа, на многу посветеност во сала, на многу откажување од животни задоволства, пожртвуваност и навистина сите награди ми се исто значајни и се на голема мотивација повеќе да продолжам и понатаму да го работам тоа што го работам и да го представувам градот Штипа и државата на исто повисоко ниво секоја година. Павлов, ајде бидејќи почнавме за Штип да зборуваме, си имаат охрабрено многу повеќе, гледаш ти некаков напредок во тоа спортот да стане многу популарен, па како што речи самиот дека Штип е спортски град, дали се повеќе каратисти можеби се запишуваат, се повеќе потенцијал се вложува во каратето, чисто како инспирација бидејќи го имаат Емил Павлов во градот? Па да, ме радува тоа што после секој мој голем успех расте бројот на новозапишани дечиња во нашиот клуб, но мислам дека не е само нашиот клуб, туку и во останатите клубови во град Штип. Мислам дека во последните години, како што беше порано борењето, се каратето не само во Штип, туку и во Македонија во поголем подем и се повеќе има заинтересираност за овој спорт. Но тука не е тоа само поради моите успеси, тука и поради тоа што град Штип навистина има добри каратисти, добри тренери. Би сакал да ги издвојам моите тренери Сашко и Жарко Арсовски, кои навистина се посветени во оваа работа. Навистина голем интерес има во градот Штип за овој спорт. Еве сега градоначалник на општина Штип и поранешен каратист, господин Сашко Николов, кој сакам да го поздравам и се надам дека тој повеќе ќе се вложи во тоа да го направи спортот популарен, да обезбеди поголеми услови за сите спортови во градот Штип и навистина мислам дека градот Штип има големи таленти, наете со подобрување на условите, мислам дека ќе има и уште поголеми успеси. Колку во време на корона се менува мајндсетот на еден шампион? Што правеше изминатиот период, освен како што рече и самиот во мај кога ја освоена премиер лига? Што се прави во време на пандемија? Па да, можам да кажам дека наистина беше тешка година за мене, но беа го откажани голем број на турнири, можам да кажам скоро сите големи надпреварувања. Претходно психички се подготвував многу за овие турнири и очекував многу, но ете, што е тука, ова е више сила и не може да се промени да работите. Но ете, јас на нова корона состојба можам да кажам дека се фокусирав на подобрување многу нови техники, така што тренирав постојано и
санирав неколку повреди кои беа ситни, но не сериозни, но ми требаше време да се одморам, бидејќи претходно немав доволно време, бидејќи бев постојано на припреми и турнири, но ете јас гледав позитивно постојано на оваа ситуација и се подготвував многу повеќе, можам да кажам без притисок, без емоции, подобрував некои мои нови техники и мислам дека оваа година ќе бидам уште подобар. На почетокот беше доста разочарувачки кога се откажа многу голем број на надпревари, но потоа како идеше времето, јас бев психички стабилен, не се разочарував, верував што тогаш дека ќе заврши што е можно поскоро, но битно е јас да продолжим и понатаму да тренирам. Навистина е тешко да најдеш мотивација бидејќи немаш турнири, но ете јас како што кажав посветив многу внимание на останалите работи кои што не можев во време на надпреварската сезона да ги направам и ете навистина сега се чувствувам топ, одлично спремен и со нетрпение очекувам да започнат надпреварите. А спаринг партнери имаше ли? Немаше надпревари, немаше турнири, меѓутоа спаринг партнери имаше ли изминатиот период? Колку кичми скрши Емил Павлов? Па на почетокот навистина вежбав буквално сам како и сите по дома, но ете од кога ги отворија салите, почнав да тренирам во мојот клуб со моите клубски другари, со мојот тренер и можам да кажам дека овој период е хендикеп тоа што ете само тренирам во кругот на клубот, немав никакви подготовки со репрезентативците, со моите клубски другари до репрезентацијата, со репрезентативци од други држави, не ете јас сега во овој нареден период идам најавам да учествувам на припреми со останалите репрезентативци и се надевам дека таа луфта од подолго период што немав спарингувано со навистина високи надпреварувачи ќе го остварам и дека што подобро ќе влезам во надпреварувачка форма и се надевам дека ќе бидам во одлична форма и на надпреварите ќе бидам одлично подготвен. Јасно. Олимписките игри во Токио се малте неизвестни дали ќе се случуваат. Меѓутоа како тргнало, може би се кријат тие информации дека може би ќе ги презакажат, па потоа се разгледува опцијата да се игра без публика. Каква е таа норма како изгледа таа норма која што треба да се постигне за да се замине на тие олимписки игри? Вака, карате нормата за исполнување карате норма за Олимпијадата трае веќе од 2018 година, каде што имаше голем број на надпревари како што се тие светски премиер лиги и се собираше поени и се правеше ранкинг листа и првите двајца одат директно на Олимписките игри, но за останатите има каде што ја бев пето пласирана на првите четворица покрај таа ранкинг листа ќе одат директно на Олимписките игри во Токио, но тие што не може да обезбедат норма на овој начин, има последен турнир во месец јуни во Париз, каде без тие што веќе имат обезбедена норма ќе настапат останатите надпреварувачи со најмалку бронза може да се освои норма. Јас наистина имам големи шанси да се најдам во тие освојувачи на медали, бидејќи во изминатиот период ги победив сите најдобри и токму тие што веќе имат обезбедена норма. Но за мене останува да се спремам што е можно подобро во овој период и јас сум оптимист, верувам во себе и со Господ напред мислам дека можам да исполнам норма. Да, Емил Павлов, освојувач на златниот медал на европските првенства, да не зборуваме за бронзени и сребрени медали кои што исто така ги има. Несомнено е дека веројатно и спортската нација, оние луѓе кои што се свесни за тоа кои луѓе треба да не представуваат во Токио, ќе вложат напори за едно вакво име секако да се најде на таа листа, да се биде представник на Македонија во Токио. Сакам да те прашам, како гледаш на инвестирањето во екипните спортови, Павлов, бидејќи ова каратево е повеќе индивидуален спорт, инвестирањето е повеќе кај екипните спортови, оние повеќе популарните, меѓутоа кога зборуваме за спортот во Македонија, секогаш боречките спортови ги издвојуваме како најуспешни. Ти пречи ли ова или те мотивира само дополнително?
Па, навистина можам да кажам дека кај нас по индивидуалните спортови многу повеќе, мислам, нема толку добри услови, не се толку финансирани како колективните спортови. Навистина, мислам дека треба да се вложи во инфраструктура, бидејќи каде што сум бил на припреми со останатите репрезентативци, тие навистина имат буквално се, тие имат спортска база каде таму се постојано, таму се собираат, каде имат сала за тренирање, теретана, хотел, ресторан и медицински центар и се друго. Но можам да кажам дека во последните години дека нашата држава инвестира доста во спортот. Можам да го поздравам само ова ваучерскиот систем, бидејќи кај нас во индивидуалниот спорт мислам дека тоа е многу добро, бидејќи досега немавме ништо од тоа, немавме никаква таква финансиска помош, но јас мислам дека во наредниот период држава треба да се вложи уште повеќе, бидејќи овие индивидуални боречки спортови кај нас во нашата држава имаат традиција и наистина треба да се вложи уште од кај децата од мали нози, бидејќи многу е полесно да вложуваш во некој таков спорт каде што имаш традиција, тоа веќе имаш и искуство од останатите спортисти. Мислам дека можеш да постигнеш полесно резултати на оние големи надпреварувања, додека во останатите спортови навистина треба големи вложувања. Знаете, јас се надевам дека ќе се подобри ситуацијата, како што кажав пред се инфраструктурата ќе се направи и мислам дека резултатите после тоа ќе се постигнуваат многу полесно за разлика од сега, бидејќи ние доколку имаме минимални услови како нашите конкуренти, мислам дека ќе постигнуваме уште поголеми резултати. Да, ние сега со едни вакви услови навистина победуваме светски и европски шампиони, што ќе се случило доколку имаме исти услови со тие репрезентативци. Јасно. Што може би се рекло дека во гените и се боречките вештини. За крај би сакал да те прашам, бидејќи често кога се боречките вештини во прашање се преминува од една боречка вештина се преминува во друга кога е во поглед на преварувањето. Каратето е единствената љубов или може би се пробал во некој од другите комбинирани оние надпреварувања кога се во прашање таквите вештини, и која е твојата неисполнета амбиција како спортист? Па да, каратето е моја прва љубов и навистина го сакам овој спорт, живеам за овој спорт и за сега сум максимално фокусиран само на карате. Знаеме дека во последно време UFC надпреварувањата се многу популарни и затоа сите ги пратат овие боречки спортови, но за сега јас сум само посветен на овој спорт и не би го менувал за ништо. Извини, кој беше неисполната амбиција како спортист? Па да, неисполната амбиција, медалот од Олимписки игри, каде што е сон на секој спортист. Оваа година јас имам големи надпреварувања, европско, светско и Олимписки игри. Јас се надевам дека и од овие три надпреварувања ќе освојам медал, но моја голема желба е медал од Олимписките игри во Токио. Така, Емил Павлов со една убава желба, не би рекол дека е неостварлива, туку напротив, многу остварлива. Ќе го завршиме овој разговор. Ти благодарам на одвоеното време. Вие благодарам на вас, па се слушаме во некоја наредна прилика. Дај Боже со некој голем успех.